Саботно издание на регионалните вести. По вербална расправија 37 годишен тетовец го загуби животот, а двајца негови сограѓани на возраст од 34 и 39 години се ранети. Убиството се случило половина час пред полноќ во село Мала Речица. Рафалните покотници во Мала Речица во кој едно лице го загуби животот, а две се здобија со тешки повреди. Синоќа ги вознемири жителите од ова село. Инцидентот се случил на улица 188 пред домот на еден од ранетите лица, каде додека разговарал со двајца тетовци половина час пред полноќ, пристигнало возило од кој излегле две лица од Тетово на возраст од 30 и 33 години. Двете групи веднаш започнале вербална расправија која преминала во вооружен инцидент. 30-годишникот од пиштол испука повеќе куршуми кон другата група, при што едното лице смртно го застрелал. Со две прострелни смртоносни рани, од кои починал на самото место, убиен е 37 годишен тетовец, додека уште две други лица, едното од Мала Речица, другото од Тетово, на возраст од 34 и 39 години, задобиле прострелни рани во нозете, од кои по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница их се префалени на скопските клиники. Никој од мештаните од Мала Речица не сака јавно да зборува за вчерашниот инцидент. Позади камера раскажуваа дека двете групи имале нерасчистени должничко-доверителски односи и биле познати како дилери на дрога. Надлежните во текот на цела вечер вршеа увид. По наредба на јавен обвинител, телото на убиениот е предадено на обдукција. Подигнати се траги за вештачење и се работи на целосно расветлување на случајот. За зголемување на шансите за наоѓање на работа, невработените лица имаат можност да се пријават во Центарот за вработување за посетување на различни обуки. Во тек се аплицирањата за обуките за изучување на странски јазици и компјутери и обуките за вештини побарувани на пазарот на трудот. Невработените лица од Тетовско имаат можност да аплицираат за мерката обуки за вештини побарувани на пазарот на трудот. Како што информираа од Центарот за вработување, на 25 овој месец подпишани се договори со тренинг провајдери за спроведување на обука за готвачи и градежни работници специјализирани за реновирање на традиционални куќи, обука за аргон заварувачи, обука за масери, за шминкери, за педикир и маникир, за козметичари, обука за филигранисти и обука за негувател на старо лице. Во Центарот за вработување Тетово во тек и аплицирање за обука за јазици и компјутерски вештини за невработени лица. Повикуваме сите невработени, регистрирани како активни баратели на работа во Агенцијата за вработување на Република Македонија да се пријават кон компонента 2, тоест обуки за основни компјутерски вештини и обуки за странски јазици. Во поглед на обуките за основни компјутерски вештини на располагање ги имаме Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access и Microsoft Project Management Software, а од јазиците ги имаме англиски, германски, француски, италијански, турски, шпански и грчки и почетно ниво и напредно ниво. Курсевите траат од 2 до 4 месеци и сите кои што присуствуваат на 70% од предавањата ќе имаат можност да се здобијат со сертификат. Додека пак од друга страна за мерката обука кај познат работодавач ги повикуваме сите невработени лица и сите работодавачи кои што имаат во план да вработаат лица. Имено станува збор за мерка 3+6, значи обука која што трае 3 месеца, каде што кандидатите ќе учат практична работа во работните простории на работодавачот и за тоа ќе бидат подмирувани финансиски надомест од 6.248 денари бруто сума, додека пак работодавачите имаат обврска да задржат 50% од кандидатите кои што биле на обука и да го задржат нивниот статус на вработени во текот на следните 6 месеци. Имено работодавачите за тоа добиваат трошоци за менторство и материјални трошоци во износ од 4.000 денари до 25.000 денари. Инаку обуките за вештини побарувани на пазарот на трудот ќе се спроведуваат во период од 4 месеци. Обуките ќе вклучат предавања, часови за подготовка на испит и полагање на испит за стекнување на сертификат. Трошоците за месечниот надомест на учесниците во обуката ќе биде во износ од 6.248 денари, со вклучено осигурување во случај на несреќа при работа и платен персонален данок на доход за секој учесник. Во продолжение погледнете ја телевизиската анкета граѓаните зборуваат, во која жителите на Тетово ги кажуваат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како истакнуваат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози.
Кои се најголемите проблеми кои според вас го мачат Тетово, а би требало да бидат поприсутни во информативните програми? Видите, Тетово многу нешто фали. Најпрво со паркирањето. Ова улица што е Ивола Рибаше од кај Брасо до градинката и натаму и понагоре. Све колете паркирани на тротоар. Ако е чаврде, народ нема кај да помине и увек е наквас. Пошто нема атмосферска, канализација од двор. А друго, хигиената е на најниско ниво. Мало центаров се дотерuje, а провинцијата слабо. Не знам што би интересирало друго. Може све нешто да набројам, али? Ако ме подсетите, може. Еве, например, дали сега скоро сте најшли на некој институционален проблем? Да се соочите со проблем на некоја институција? Или сметате дека добро си ја вршат својата работа? Вака. Најпрво, да не го навредим градоначалникот на Тетово, например. Не сакам да навредим, меѓутоа, према други градови, поготово Скопје, Прилеп, Битола, Стримица, било што, слабо се отвара фабрика да се започне народ да си бегат. Единото е најголем проблем за Тетово. И друго... Животот на младите? Животот на младите не е добар. Мислам, не е толку у најголем, ред. Финансиски се немочни, а сакаат да излезат една вечер било каде. Па на прво место би рекол хигиената. Второ водата. Се не знам други кој. Обично хигиената за нигде. Водата има, нема, загадена. Водоводот се прави години што не е готов. Тоа е. Би предложиле ли некое идејно решение според вас како граѓанин? Са идејно. Не се сеќавам се моментално. Еве во однос на чистотата, например, како би се довела до некое ниво посакувано? Па сега, колку е криво комуналното предпријатие, уште покрив е народот, што сегде фрля. Корпата е стајна тука, под неја ѓубре. Кој кај што јаде, таму остава ѓубре. Прво треба народот малку да се свесне да отпадоците ги фрля на место кај што е наменето, а не кај ќе стигне. Тоа не е само у градот и околу. Да идете на викенд, кој кај што седи, се пакуе, зема стварите, ѓубрето го остава. Место да го собере у најлон, да го носи кај што треба у контенер. Ако нема, кај што има, тамо да го фрли. Вработувањето во градот? Тешко. Сега овој приватен сектор, не 8 сата, 15 сата да му работа за 8.000, колку е минимална плата и дали ќе го осигура или не. Многу тешко. Колку се почитуваат законите во Тетово? Па од 100%, да речем 20% ако се почитува. Друго. Тешко. Мислам на издавање на фискални сметки, на почитување на брзина на движење. Сега фискални сметки, видите, ако иде по големите маркети, обавезно дава. Меѓутоа, овие приватни дуќани нема фискално. Дали куцаа после, они што прават, не знам. Важно, големите маркети обавезно дава фискално. А за брзината на возила, као Монца е овде. Кој колку сака вози. Сега малце поажурна и полицијата треба да биде. За да спречи, имаш пешаци удриле ваму, со точак удриле таму, од тоа брзо возење. Прво, првенствено мислам на немањето на фрлење отпад соодветна депонија во Тетово. Зашто мислам дека тоа е убедливо најголемиот проблем. Со снабдувањето со вода, исто така. Има периоди, Тетово лези под шара, понад големи води,
Тетово да нема вода, тоа е мислам катастрофа. Друго, со паркинзите исто имаме проблем. Возила полно, паркинзи недоволно. Тоа, имаме да редиме уште многу работи. Мислам дека овие најбитни се работи. Сте се соочили ли сега скоро со некој проблем институционален? Како функционираат според вас локалните институции? Па мислам дека функционираат за мене лично добро. Во поново време многу подобро. За вадење документи полесно сега такви работи. А каде според вас важи решението на овие најголеми проблеми на градот? Во граѓаните или пак во институциите? Во институциите, дефинитивно. Да. Па и малку свес и граѓаните треба да имаат исто, пример за депонија. Мало да пазиме да се чуваме самите нашата околина. Европската унија почна да ја утврдува политиката во врска со заминувањето на Британија од Унијата. По првичниот шок од Брекзитот во Европа се повеќе преовладува мислењето дека тоа ќе биде голем поттик за неопходните реформи во Унијата. Оптимизам и на Балканот за поотворена европска врата за нови членки. Телевизија КИС ја пренесува телевизиската тема на Радио Слободна Европа. Европската унија почна да ја утврдува политиката во врска со заминувањето на Британија од Унијата. По првичниот шок од британската одлука, во Европа се повеќе преовладува мислењето дека тоа ќе биде голем поттик за неопходните реформи во Унијата. Проширувањето на Европската унија треба да биде приоритет по Брекзитот, се наведува во написот објавен во Foreign Affairs. Кога се урна Берлинскиот зид, падна во Југославија. Ова го изјави Харис Силаџич, своевремено член на председателството на Босна и Херцеговина, укажувајќи како настаните во Европа активираат насилства на Балканот. Може би не толку насилни, но се уште се опасни последиците од Брекзитот кој се заканува да го наруши онака проблематичниот регион, наведува Едвард Џозеф. Заминувањето на Британија уште повеќе ќе ги оддалечи обидите на регионите за членство во Унијата, бидејќи е изложен на нефункционалноста на Брисел, како и на потребите за реформи во самата Европска унија. Националистите во Франција, Холандија и другите европски земји бараат нивни референдуми, што ја подкопува волјата на балканските земји да спроведуваат демократски реформи, особено ако на крај на тој пат не е Европската унија. А без сигурен пат до Брисел, возењето на балканските влади може значително да биде забавено. Конечно, Брекзитот би можело да ги охрабри автократите кои веќе повикуваат на најлошите инстинкти во длабоко поделениот регион. Како што Брисел се врти околу можните последици од британскиот референдум, германскиот канцелар Ангела Меркел, де факто лидерот на Европа, мора да го прифати историскиот предизвик да го води континентот низ можеби најтемниот период по Втората светска војна. Нема да има подобар сигнал за европската посветеност кон заедничкиот дом од проширувањето кон Балканот. Плановите за проширување страдаат и поради високото ниво на корупцијата во регионот. Политичките елити таму ја користат националистичката реторика и ги отвораат раните од минатите војни за да го свртат вниманието од обвинувањето дека се корумпирани, пишува во Foreign Affairs. Тие не брзаат да ги водат земјите до членство во Унијата, бидејќи тоа ќе значи почитување на законите, независност на судството и работење според европските стандарди и правила. Искрен план за Балканот не само што ќе ја зајакне Европската унија, туку исто така ќе ја овозможи на Меркел, како и на незините колеги во Брисел, да се справат со растечката анксиозност и во Британија и низ целиот континент од мигратската криза. Доколку Балканот биде инкорпориран во Европската унија, Брисел би можело да помогне да финансира привремени засолништа и регистрација на сириските бегалци. Од друга страна, неуспехот да се стабилизира Балканот ќе го зголеми проблемот со мигрантите. Граѓаните во регионот кои не гледаат иднина, таму ќе почнат да се движат кон север. Тоа веќе еднаш се случи. Десетици илјади граѓани од Косово пред неколку години почнаа да одат во Германија за да избегаат од корумпираната влада и лошата економска состојба. Иако евроскептиците велат дека станува збор за замор од проширување, вистината е што Европа страда од опасната состојба, криза од замореност. Европа, освен сегашните кризи со мигрантите, еврото и Украина, не сме да си дозволи уште една катастрофа. Токму сега Балканот е во опасност да биде додаден во целата драма, се наведува во текстот објавен во Foreign Affairs. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во Македонија и покрај растот на евроскептицизмот, кај експертите преовладува мислењето дека по излегувањето на Британија од Европската унија е можна поголема отвореност на Европа за нови членки.
Сепак ова оптимистичко сценарио, како што додаваат, нема да ги промени пристапните услови за земјите аспиранти. Излезот на Велика Британија од Европската Унија несомнено е еден од најголемите историски настани во развојот на Унијата, коментираат познавачите на оваа област. Тие велат дека во однос на неинтегрираните земји како Македонија, тој секако ќе влијае, особено на тоа како ќе изгледа Европа и кои прашања ќе ги постави како приоритетни во следните 2 години. Брекзитот отвора можности за неколку сценарија во Европа. Тој може да влијае врз политиката на проширување, која е замрзната поради миграцијата и терористичките напади, и таа е можно дополнително да биде ставена во втор план, вели Симонида Кацарска од Центарот за европска политика. Сепак, таа истакнува оти по вакви големи настани се носат и големи одлуки, и според тоа можна е и поголема отвореност на Европа. Јас очекувам дека во Европската Унија мора да има еден период на себе рефлексија внатрешна, односно тоа како ќе се продолжи после заминувањето или како дека и сакаме да го наречеме на Обединетото кралство. И тоа веројатно е здраво за самата Европска Унија за да може да направи некои клучни чекори напред. Всушност, историјата на Европската Унија покажала дека после големи кризи се направиле големите чекори. И мислам дека она што може позитивното сценарио или оној оптимистичко сценарио кој што го гледаме после тој период на рефлексија да може да има едно поголемо отворање и промена на политиките кои што ги видовме досега на однос на рестрикција на миграцијата, во однос на градење на зид околу Европа, па да се надеваме дека таа рефлексија ќе доведе до некоја поголема отвореност кон останатиот свет. Европската Унија загуби членка на северот на континентот, но Брекзитот нема да ги промени пристапните услови за земјите аспиранти. Експертите велат дека по проширувањето во 2004 година ЕУ ги укина таквите можности кога земјите во голема мера преговараа за условите за пристап во Унијата. Мислам дека дури излезот за Британија од ЕУ, која што беше земја со посебни договори и со посебни исклучоци во однос на правдата и внатрешни работи во однос на Шенген, покажа дека веројатно тој начин на интеграција не функционира. И затоа очекувам дека за останатите земји, всушност и кои пристапуваат, Европската Унија построго ќе ги применува своите правила и нема да дозволува всушност отстапување. Така да може да видиме построго применување на постоечките критериуми, меѓутоа не верувам некои отстапувања наназад. По гласањето на британците за излез од Европската Унија, загриженоста во македонската јавност најмногу беше насочена кон можните последици врз економијата на земјата, но и врз поголемиот евроскептицизам, кој онака во изминативе години бележи зголемено ниво. Данските власти соопштија дека момчето што во оружениот инцидент во Копенхаген рани 2 полицајци и 1 цивил е идентификуван како Меша Хоџиш, дански државјанин со потекло од Босна и Херцеговина. Тој утрово почина во болница од последиците од ранувањето, а според извори блиски на џихадистичката организација, Хоџик, инаку 25 годишен, бил војник на исламската држава. Хоџич во градскиот кварт Кристијанија ненадејно почна да пука врз полицајците при рутинска контрола во зоната позната по улична продажба на дрога, при што еден погодил во главата, а друг во ногата, а подоцна бил потешко ранет во акцијата за негово апсење јужно од Копенхаген. САД и Кина го ратификуваа денеска клучниот договор за климатски промени постигнат во Париз во минатата година. Претставителите на САД и на Кина Барак Обама и Кси Џинпинг му врачија на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун документи со кои потврдуваат дека нивните држави ги презеле сите неопходни чекори за да се приклучат кон Парискиот договор. Врачувањето на документите беше извршено на свечената церемонија одржана на маргините на состанокот на Г20, кој утре почнува во кинескиот град Хангжу. Шпанскиот парламент синоќа изгласа нова недоверба за председателот на техничката влада Маријано Рахој, втор пат за 48 часа, со што е отворен пат за евентуално распишување трети избори за само една година. На Рахој пратениците му изгласаа недоверба со 189 гласови спрема 170, што е ист резултат како и во средата. Доколку не биде формирана влада за 2 месеца, парламентот повторно ќе биде распуштен, а шпанците повикани на нови избори на 25 декември.
Погребан Ислам Каримов. На погребот на узбекистанскиот претседател Ислам Каримов присуствува илјадници луѓе, меѓу кои лидери на држави. Каримов, кој почина на 78 годишна возраст од мозочен удар, беше погребан во неговиот роден град Самарканд. Меѓу присутните беше и рускиот премиер Дмитрий Медведев, афганистанскиот претседател Ашраф Гани, како и таџикистанскиот и туркменистанскиот претседател Емомали Рамон и Гурбангули Бердимухамедов. Премиерот на Узбекистан Шавкат Мирзијаев одржа говор на церемонијата и му оддаде чест на Каримов, нарекувајќи го основачот на државата и голем син на нацијата. Ветрови и дожд предизвикани од ураганот Хермин го погодија северниот дел на Флорида, предизвикувајќи поплави. Ветрот со јачина од 130 км на час предизвикал огромна материјална штета, а засега нема случај на загинати. Во областа Талахаси кризните центри ги предупредиле граѓаните да се евакуираат на повисоки места за да ги избегнат поплавите, а над 70.000 домови останале без електрична енергија. Патиштата се блокирани од паднати дрвја. Во повеќе области во Флорида е прогласена вонредна состојба. Според метеоролошките служби се очекува во следните неколку дена силни врнежи да го зафатат целиот источен брег. Стабилно, претежно сончево и топло беше времето денеска. Максималната температура се движеше во границите од 30 до 33 степен Целзиусов. Недела ќе биде незначително потопла. Времето ќе биде сончево и топло, а ќе дува и југозападен ветер. Температурите ќе се движат од 24 до 34 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.